Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Надевам дека овие празнични денови ги поминавте мирно и спокојно и такви да бидат и наредните денови кои што следуваат. Ова наша емисија ја започнуваме со темата за органско ѓубриво. Колегата Ване Трајков направи анализа и едно истражување во кое што се покажа дека огромни количини органски отпад, тука вклучително овошки, зеленчоци кои што не завршуваат на пазарите или во производствените погони, завршуваат на отпад. Наместо да се искористат за да се произведи органско ѓубриво компост, тие завршуваат на ѓубришта. Колегата Трајков разговараше со Цветан Георгиев, кој што е еден од примерите како може да се искористат овие органски отпадоци за да се дојде до биолошко ѓубриво. Господине Георгиев, се наоѓаме на плацот каде што вршите компостирање. Ќе може ли да ни кажете во моментов што ќе се работи со оглед дека овде забележувам премногу органски отпад, односно растителен отпад имате? Соверен. Да, значи во моментов ќе имаме компостирање, кој што ќе го видите подоцна. Станува збор за процес каде што се внесува влага и воздух, се со целова регенерација на аеробните бактерии. Затоа што, како што знаеме при процесот на компостирање, аеробните бактерии кои што се работат, како нивни метаболити изфрлаат јаглероден двуоксид и со колку повеќе време нема присуство на аерирање, они самите по себе се уништуваат од нивната работа, за да се со цел да не ни настапат на сцена анаеробните бактерии, кои што се носители на патогени. Ние сега ќе направиме еден процес кој што се вика аерирање со механичко превртување и при тоа дополнување на влага за нивна регенерација и да ги припремиме по некој начин за презимување. Од кога го почнавте овој бизнис или овој процес на компостирање каде што забележувам го собирате органскиот отпад и овде го складирате и отпочнувате тој процес на компостирање? Од кога почнете да се занимавате? Идејата е од пред 4 години. Значи официјално кога е почнато, бидејќи нашата примарна цел е екстракција на билки и бидејќи продуциравме доста органски отпад, моравме да го врземе како еден круг. Но при тоа да, секако произведуваме доста како органски отпад од екстракција, но сепак беше малце за да биде на некој начин исплатливо и затоа моравме да докупиме одредени машини за да го организираме една компостара која што се надевам ќе прерасне во нешто доста на завидно ниво. Така. Овде рековте дека од билките екстракт, но сепак овде забележам огромни количини на растителен отпад. Од каде се го собирате и дали новосолчани или пак некои други принесуваат оној отпад место да заврши на депонија? Целта е да достигнеме до тоа ниво како што е во западните земји, но засега бидејќи нашиот крај е селенички крај, порано сето ова поле кое што било ливади сега е зафатено со трски. Идејата настана со колекционирање на трски и треви, затоа што наши одредени совесни, да ги наречеме, или повеќе несовесни граѓани ги палеа тие трски, кои што ние буквално се давевме во чат. Сега не им ја даваме тоа задоволство, затоа што ние во текот на сушниот период ги колекционираме и ги складираме овде на компостирање. Така, а дали освен од трски забележувам остатоци од граф, остатоци од ченка, дали имате и други остатоци растителен отпад пред се? Значи ние не можеме да собираме селективно мискантус, затоа што низ него има разни билки кои што се исто така како што реков само никли, но бидејќи имаме опрема земјоделска која што ни служи во тоа во моментите кога не сме во можност да вршиме колекционирање на тие билки, имаме организирано и земјоделско производство од сертифицирано органско производство. Го сакаме гравот да го садиме затоа што е од фамилија Фабаци, од мишунгасти легуминози кои што се азотофиксатори, кои што освен што користиме, значи гравот за покривање на одредени трошоци, корењата, растенијата ги користиме и ги ставаме во самиот компост како носители на азот. И се за цел за да се збогати самиот компост со повисок коефициент на азот. Колку кубни метри е потребен растителен отпад, како барем околу оние математички податоци? Вака, просекот е некаде околу 10 кубни метри
10 кубни метри растителен отпад за да се добие отприлика 1 кубен метар компост. Врвен компост, да. Како се снаоѓате со пазарот? Има ли побарувачка за овој вид на органско ѓубриво, ајде да го кажеме? Побарувачка има, нормално, и како и се друго во нашата држава, проблемот е наплата. И се штитиме се уште, но имаме и продажба, имаме лојални веќе 2-3 години муштери кои што купуваат од нас одредени количини. Ние сепак имаме доста материјал, но ова не е споредбено ништо со капацитетот кој што го бара нашата држава, затоа што ние сме увозно зависна земја од компост и тресет. Дали имаме потенцијал како регион, со оглед дека сме аграрен? Забележуваме, претпоставуваме и вие дека дел од отпадоците, оној вишок пазарен од овоше и зеленчук завршува по селските депонии. Дали имаме потенцијал и дали може од сето тоа да се прави компост? Секако, нормално дека може, но се уште мислам дека меѓу нашиот народ не е развиена таа свест за селекционирање на отпад. Доколку тоа би се случило, јас мислам дека ние би биле Швајцарија на Балканот. Во поглед да се компостира овој органскиот што се завршува на депониите, мислите? Да, и тоа и да да имаме селекција на другите отпади, како од целулоза, значи картони, книги, стакла, пластики, сето тоа и би било многу полесно и понатаму за фирмите кои што работат со отпад, затоа што како што знаете самите, најтешко нешто е да се селекционира отпадот. Понатаму моментот на reusable. Значи е многу полесно доколку имаме селективно како полиетилен, тетрафталат, полипропилен и други работи стакла. Но доколку е сето тоа измешано заедно како ние што правиме и го одлагаме, на нашите квази депонии кои што се тотално несоодветни, од таму ќе им требаат многу илјади години за да дојде до распаѓање, бидејќи знаеме еден полиетилен тетрафталат е 4000 години време на полураспад на јаглерот. Не боли ли, господине Ѓорѓев, кога забележуваат растителен отпад завршува на селските депонии или на оние нестандардизирани депонии? Пред се зборувам на вишок, на пазарен вишок кој што не е пласиран или пак она кога се подготвува одредена парцела, оној растителен отпад завршува таму каде што не треба, па се пали. Нормално, кому секој еден човек со развиена свест нормално дека така ќе размислува, затоа што тоа е непотребно ослободување на јаглеродни моноксиди, диоксиди или други загадувачки материи во воздухот. И самите знаеме, 21 век сме и секојдневно слушаме колку ни е загаден воздухот, загадена средина, загадени води. Имаме нашиот главен град е цело време во топ 5 најзагадени главни градови во светот со воздух. А забележувате фрлање вака, сепак сме од аграрен регион? Да, дефинитивно. Имаме среќа каде што нашите сонародници од ромска националност ни ги исчистија до некаде по лињата од најлон и такви работи. Иначе бевме во многу незавидна ситуација. Колку е тој квалитетен компост за земјоделското производство и каде рековте дека го пласирате, за што се користи најчесто? Во моментов, значи јас не познавам некој дека произведува или компостира на поскап начин од нас, затоа што кај нас е се природно. Во другите компостари е или исцрпување на тарф, субстрат од мочуришта, сушење негово дробење, додека другите места се од дрва со присуство на термофилни бактерии, што значи дека ние во суштина го имаме најприродниот компост од самоникли растенија од органска чиста средина. Квалитетен ли е за аграрното производство, за прихранување, подкранување? Според анализите кои ги правиме, досега на пазарот немаме компост со подобри резултати. Дали имате некоја препорака и до граѓаните, и до институциите, барем за овој процес? Нормално, ама нема некој слух кој што, значи, во цел свет знаеме дека се вложува и внимание повеќе и средства во овој сегмент, додека кај нас институциите остануваат глуви. Значи, самите знаете, имаме ИПАРДИ, имаме не знам какви програми за подготовки, каде што ние бевме понака ентузијастички
направив се што треба, како елаборати и сите тие нешта кои што нормално за поголем проект чинати доста повеќе пари. На крај ние не добивме одговор. Нити дали сме одбиени, нити дали сме примени или зошто сме одбиени, ако сме одбиени. Господине Георгиев, ако постои селекција на отпадот во овој регион, впрочем и насекаде во држава, дали може да се искористат повеќе бенефитите на растителната маса? Нормално, бидејќи доколку се фрли, едноставно тоа е загуба на енергија. Секое едно растение троши енергија за да порасне, да направи цвет, плод, што и да е. И сега во еден момент, доколку нема економска исплатливост, кај нас што прават луѓето разочарани, го фрлаат. Но сето тоа може да се искомпостира и да го употребат за наредната или понаредната година како нутритиент за нивната почва. Годишно колку е производството на вашата фирма во поглед на компостирање, на компост или тресен? Па вак, значи за 2021 мислам дека можеме да стигнеме до 1000 кубни метри. Да, што не е малце, но не е ни многу. За сега, бидејќи ние сме се уште пионери, како што реков, нас ова не ни е примарна работа. Ова е повеќе ентузијастички настап кон некоја нова идеологија, тоест приказ на нашето население, дека од тоа што они го сметаат како ѓубре, како ништо, дека сепак може да се добие нешто многу и квалитетно. Иако настапувате ентузијастички, сепак давате влог во заштитата на животната средина. Нормално дека да. Значи, ние живееме овде во село Ново село, со соседните села. Порано јас како дете се сеќавам овие полиња овде сето беа ливади, но додека имаше луѓе кои што ги одржува. Сега сето ова стана трски, каде што моите соселани велат дека не стигнаат трските до селото, а сето тоа сноси една одредена опасност, затоа што еве во овие сушни месеци во зима, кога самата трска е сува, е многу лесно запаллива. Ние нечесто бевме сведоци каде што доаѓаше до нивно палење и буквално неможност да се диши во самите населени места. Можете да замислите неколку десетици или стотици хектари трска, шамак со одредени треви низ нив, кои што се исушени кога ќе се запалат, тоа станува огромен чат и оган. И само за крај, дали имате некоја порака до земјоделците, барем овој растителен отпад да го искористат за како обновлив извор на енергија? Може би не да го носат тука, но сепак и тие да размислуваат во тој сегмент. Па да, тоа значи они самите го знаат дека може да компостираат и да создаваат нивни компост, но не знам која е причината зошто тоа до сега не го прават, иако секоја година купуваат, значи трошат средства за компост од увоз, кој што е со сомнителен квалитет. Во емисијата Агроинфо секако одвојуваме простори за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Да слушнеме што Ивановски советува овој пат. Добар ден, почитувани. Бидејќи прв прилог во новава 2021 година, би сакал и од мене да ви ја честитам новава 2021 година, да ви посака многу поуспешна и посрекна 2021 од преходната година. Веќе поодамна е започната земјоделската година во овој југоисточниот дел на нашава држава, односно веќе поодамно е започната раногренарската година и тоа пред се со култури, гренарски култури, кои што се актуелни, а тоа е зелката. Знаеме дека дел од земјоделските производители побрзаа, па е веќе на стално место посадена зелката, некои од нив се припремат и се уште е во лејата, па би сакал да ве потсетам со некои основни пред се ѓубрива и препарати кои што се применуваат во самово производство. Од Хемомак пестициди ќе ве потсетам за кристалните ѓубрива кои што се увозници и дистрибутери, значи Хемомак пестициди увезуваат и дистрибутират кристални ѓубрива од фирмата Фитоферт, при што пакувањето е од 2 кила и од 10 кила. Сведоци сме дека овие кристални ѓубрива минатата година покажаа прекрасни резултати и преходно
минатата година може да се каже беа водечки во нашава држава, особено во овој југоисточниот дел на Македонија, и според квалитетот, рековме, со право го зазема една од водечките места. Овдека, покрај голем број на комбинација, овдека имам комбинација 10-40-10 со микроелементи, а исто така има и уште една комбинација, тоа е 320, исто така од фитоферт со микроелементи. Доза на употреба на овие кристални ѓубрива, во колку е со залевање или со прскање, тоа се вели со фолиарна апликација, изнесува 20 грама во 10 литра вода, отприлика 1 до 2 супени лажици полни во 10 литра вода. Нормално, после прскањето, односно третирањето, нема потреба да се врши дополнително некакво миење на самите растенија. Во колку се веќе растенијата на стално место, спомнав, тогаш овие ѓубрива може да се употребат и преку систем капка по капка, особено ако растенијата веќе 15-20 дена се посадени на стално место. Тука на почеток би одела комбинација 10-40-10 со микроелементи и доза на употреба изнесува отприлика во овој период 5 килограми за 1 декар. Нормално оваа доза е за површина околу, мислам за временски период околу 10 до 15 денови, рекоме за овој период. Но кога станува збор за гренарското производство, ќе ве потсетам за куртовата капија пиперка, тоа е кармата F1. Куртова капија на пиперка, кој што као сликата што можете да видите, се карактеризира со тоа што хибридна сорта на пиперка и се карактеризира сорта на пиперка, бујно растение, кој што дава голем број на плодови, тешки околу 200-250 грама и родноста обично се движи преку 5 тона. Бијќи има висока отпорност кон пред се температурни шокови во текот на вегетација, па има подобро оплодување на самите растенија, што условува да се добијат од своја страна и поголем број на пиперки, со нормално со тоа се подига и родноста, а исто така кармата се карактеризира со тоа што плодовите се со многу убава боја, црвена боја, со две лициња, двострани и тешко месец, голем процент на месец дел. Значи, за индустријска преработка може да се каже една од водечката хибридна сорта. Подсетувам, додека се испитуваше, беше под шифра, но сега веќе се продава како карма F1. Минатата година и во овој регион, особено во Струмичкиот регион, има земјоделски производители кои што одгледува овој тип на пиперка и може да се каже дека се задоволни во однос на квалитетот и квантитетот, квалитетот и родноста на самите растенија. И сосема накрај би сакал сега нешто да ве потсетам од Агроуник Македонија, а тоа е Унистарт, течно микробиолошко ѓубриво. Унистарт, за разлика од Унимаксот, кој што е основно гранулисано микробиолошко ѓубриво, Унистартот е течно ѓубриво кој што може да се употребува во расад, а во исто време може да се употреби и кога растенијата се на стално место. Во колку е во расад, пожелно и препорачливо е да оди во доза од 30 мл во 30 до 40 мл во 10 литра вода, 10 до 12 со ваделка убаво да се поминат растенијата без при тоа да се мијат. Може да оди во комбинација и со минералното ѓубре од фитоферт, 20 до 30 грама, значи заедно да одат и растенијата ќе бидат идеално прихранети. Во колку е во систем капка по капка, Унистартот оди 1 литро на површина од 1 декар и тоа обично велиме 7 дена после садењето. Исто така Унистартот се става
преку системот капка по капка да искапи. Исто така, Унистартот и преку овој систем може да оди во комбинација со фитоферт, пример 10-40-10, со микроелементи, кристалното ѓубре, значи една заедничка комбинација со цел да се постигне една задоволителна и квалитетен развој на самите растенија. Додека унимаксот, кој што е гранулирано ѓубриво, се карактеризира со тоа што во својот состав има исто така бактерии, но се употребува пред садење на стално место. Значи, кога растенијата се веќе посадени на стално место, пред да се стадат на стално место, пред обработката на површините, се става унимаксот и тоа 25 кг отприлика за 1 декар, може самостојно или пак заедно со минералните ѓубрива, НПК, во колку, да речеме, нема систем капка по капка. Во колку има систем капка по капка, доволно е само унимаксот да се стави пред садење на растенијата, нормално се внесува во површината, во почвата и на тој начин ќе се збогатат површината, почвата со корисните бактерии. А Светската организација за производство на храна при Обединетите нации ја објави листата со порастот на светските цени на храна. Последните 7 месеци континуирано растат цените на храната. Тоа е поврзано пред се со болестите како птичји грип, свинскиот грип, меѓутоа и она што се однесува на мерките кои што се преземаат во борбата против пандемијата со COVID-19. Македонските земјоделски власти велат дека пандемијата со COVID-19 точно покажа колку е важно стратегиски планирано производство на храна. Светските цени на храната во декември 2020 година продолжија да растат 7 месец поред со пораст на сите клучни категории намирници освен шеќерот, објави Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Индексот на ФАО, кој ги мери месечните промени на цените во кошницата за основни прехранбени производи, која се состои од житарици, маслодајни семиња, млечни производи, месо и шеќер, во просек минатиот месец изнесуваше 107,5 поени во споредба со 105,2 поени во ноември. Министерот за земјоделство Ријанит Хоџа во интервју за Сител вели дека производството на храна е приоритет во нивните политики. Во целокупната ситуација обезбедувањето на храна и здрава храна пред се е најбитен фактор и докажува дека ние колку треба да бидеме во ова насока ангажирани за да може самата држава да произведува за своите потреби, но нормално и за извезување на храна, бидејќи се докаже дека вакви слични ситуации што би можеле да ни доаѓаат во иднина, најдобро решение би било за ние да не зависиме во делот на производство на храна, односно земјоделски производи од никаде, туку да обезбедиме самите себеси. И ова докажува дека ние треба, и тоа веќе сме го направиле, да креираме стратегија за тоа како сакаме да го гледаме овој сектор во иднина. Инаку на ниво на цела 2020 година референтниот индекс на ФАО во просек изнесуваше 97,7 поени, што е 3-годишен максимум и раст од 3,1% во споредба со претходната година. Но сепак е над 25% понизок од историскиот рекорд забележан во 2011 година. Декемвриското поскапување на млекото и млечните производи беше поттикнато од силниот увоз на глобалната побарувачка, како и домашната побарувачка во Западна Европа. Цените на месото од живина најмногу се зголемија во декември поради избовнувањето на птичиот грип во Европа, додека цените на свинското месо малку се намалија поради прекинот на германскиот извоз во Азија по избовнувањето на африканската свинска треска. Во 2020 година шеќерот поскапе во просек за 1,1% во споредба со претходната година. И за крај на ова наше дружење да погледнеме некои занимливости кои што се поврзани со модерните земјоделски технологии кои што се применуваат надвор од границите на Македонија.
Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Гледајте не и наредната недела. Пријатно!